Hej, što se beli more gore, šar planina. Сместена во северозападниот дел на Македонија, оваа планина, гледано од рамнината, има изглед на питома, брановидна планина со средна висина. Но, кога ќе почнете да се искачувате, станувате свесни за нејзината грамадност. Најсилно се доживува од југоисточната страна, каде што над Тетоската котлина планината се издигнува до релативна височина од 2125 метри. Врвот Љуботен завзема најистакната положба на целото шарпланинско било, а највисок е Титов врв, 2748 метри. Дали знаевте дека на Шар планина има 27 планински езера, 100 поголеми извори и дека оваа планина е извориште на 25 поголеми планински реки? Дали знаевте дека на Шара има 44 видови на дивеч, преку 200 видови на птици и 147 видови на пеперуги, со што е и најбогатото подрачје на Европа? Сепак, круната ја носи шарпланинецот. Добродушното, но храбро куче стигнало на Балканскиот полуостров со војската на Александар Македонски, каде што се приспособило кон суровите услови на македонските планини, во кои живее со векови. Ова овчарско куче е чувар по инстинкт, а познавачите велат дека не му е потребна дресура. Она што еднаш ќе го научи, го памети цел живот. Но шарпланинецот е и заштитник, и другар, и спасител, и пријател, топла прекривка во студените ноќи, сојузник во храброста и надеж во безнадежноста. Реката Вардар или Аксиос е најголема и најважна река во Македонија и Грција. Долга е 388 километри и 4 метри длабока. Оваа река, која е символ на Македонија, извира од местото Вруток. Историјата на селото, според некои преданија, е долга 1 милениум. Има две цркви, Света Мина и Свети Архангел Михаил, една џамија и две текиња. Прошетката низ селото ќе ви открие ренесансата на селото. 4 зданија слични на Сарај, 2 на влезот, Бигор и кај Симе, сред село Бурими, извор и на крај на селото панорама. Нито еден не ја крие тајната на успехот, а таа велат е само напорно работење. Сите служат свежа вруточка пастрамка, одгледана во еден од 4 вруточки рибници и ја печат на скара на два начина: отворена и без коски и затворена. Некои велат дека во Вруток се јаде повеќе риба дури и од Охрид. Мојата чудесна земја.